Повеќе од 1000 тони од прочуениот малешевски компир годинава празниците ќе ги дочека во визбите по досега најниска цена и најнеизвесен откуп. Производителите се разочарани, бидејќи на производството од оваа година гледа екзистенционален спас. А откуп немаме. Некои од овие што се тезгаджи, да речеме, ако наидат да му го дадеш за поевтини пари, ќе земе. Например, 8-10 денара, некој дава и 13, например. И на пазар така троша во Берово 10 денара до 25. На 10 пилски со скови дока биде и веќе никој ништо, сите работат ден за ден. Некој пат може да продадам 20 кила. Значи това ни за тезгата нема плата, не за горето, не за ден губијат. Што да прават. А иначе се откажава многу, пошто такива млади што садеше компир, одеа да аргатуваа нагоре, компир го задржаа тука. Што ако и во текот на јануари, кога за земјоделците е последната надеж, повторно никој не се јави за откуп? Шанса, нема шанса. Бехме пролетоска за јагмињата кога беше исто и тога ја понудих на бразди и компир и јагниња ништо. Значи, стварно ништо. Сендвичари се затворени, ресторанти се затворени. И го давам на стоката. Помисли спа да го дам на стоката, отколку да шетам источни дел, да го шетам тука, да го дам само за гориво. За државата, проблемот со компирите од Малешевијата веќе е трет од регионот, за кој од неа се бара решение. Дали владата го има? Откупните цени се варијабилни и зависат од година во година од многу фактори. Доколку производството на компир е загрозено, зашто ние до овој момент немаме добиено никакви поплаки, секако дека ќе интервенираме, како што впрочем постапивме за сите засегнати гранки кои беа погодени од пандемијата. За детални информации дозволете ни да ја анализираме состојбата на терен. Секако ниеден земјоделец нема да биде оставен сам да се справи со било каков проблем. Како малешевци и останати кои имаат големи количини на компир ќе го решат овогодинешниот пласман, но и екзистенцијата е повторно крајно неизвестно. Но за овие луѓе ова е втора година поред која им носи големи проблеми. Разликата е во тоа што оваа година и се многу поголеми од ланските, а производителите депремирани од проблеми.